Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер и добро дојдовте во уште едно издание на Гласот на Америка на македонски и ТВ журналот Ньюс Флеш. Јас сум Јулија Велковска. А во оваа емисија САД ќе повлечат војници од Ирак и покрај населството. Пронајдени снимки на ЦИА од испрашување на осомничени за тероризам. Планот за џамија во Њујорк од локално стана национално прашање. Започнуваме со преглед на најновите вести. Белата куќа вели дека вторничкиот самоубиствен бомбашки напад во Багдад, во кој загинаа речиси 60 лица, а над 125 беа повредени, нема да влијае на рокот за повлекување на американските војници од Ирак. Заменикот портпарол на Белата куќа, Бил Буртон, истакна дека очигледно има некои кои сакаат да го нарушат ирачкиот напредок кон демократијата, но САД се решени да ја привршат својата борбена мисија во оваа земја. Во најнови насилства во Ирак средата загинаа 5 лица. А Кристофер Хил, кој само што заврши со должноста амбасадор во Ирак и на крајот на месецов се пензионира од Стејт департментот, на брифинг во Вашингтон вторникот истакна дека Ирак оди во вистинска насока и покрај бомбашките напади и политичкиот ќорсокак по изборите. Тој смета дека Ал-Каида во Ирак повеќе нема способност да изведува напади. Медиумите објавуваат извештаи за нови видеоснимки што ЦИА ги нашла во 2007 година, а на кој е прикажано испрашување на клучниот осомничен за нападите од 11 септември 2001 Рамзи Бин Ал-Шип во таен затвор во близина на Рабат, Мароко. Associated Press цитира актуелни и поранешни американски представници дека материјалот е снимен во 2002 година. За време на предходната влада на Буш, ЦИА ги уништи снимките од испрашување на осомничени за тероризам, на кои агентите користеле груби техники на испрашување, меѓу кои онаа што симулира давање. Поранешниот гувернер на Илиноис, Род Благоевич, е прогласен за виновен за давање лажни изјави на федерални агенти во случајот за корупција по наводите дека се обидел да го продаде сенатското место што беше ослободено откако Барак Обама стана председател. Поротата го прогласи за виновен за само една од вкупно 24 точки од обвинението, што вклучува проневера, изнудување и обид за уценување. Благоевич најави жалба на пресудата за која може да добие 5 годишна казна затвор. Во продолжение на Ньюсфлеш, неколку изјави на американскиот председател Барак Обама за правото на муслиманите американци да изградат џамија близу Граунд Зиро, местото на терористичките напади 2001-та, предизвика жестока политичка контроверза. Како локален случај во Њујорк стана национално прашање и кои се политичките последици од следниот прилог. Председателов деновиве крстасуваше земјата говорејќи за економијата во кампања за демократите за конгресните избори во ноември. Политичките аналитичари велат дека сега му треба нешто што би го скршнало вниманието од коментарот за планот за изградба на исламски центар близу Граунд Зиро, што вклучува и џамија. Муслиманите имаат право да ја практикуваат верата како и секој друг во земјава. Тоа вклучува право да изградат верски објект и центар за локалната заедница на приватен имот во Долен Менхетен. Тоа предизвика политичка бура. Истражување на CNN наведува дека 70% од американците се против џамијата, иако проектот го одобрија градските власти на Њујорк. Републиканците го критикува Обама дека изгубил контакт со американците. Против џамијата е и водачот на демократското мнозинство во Сенатот, Хари Рид, кој се бори за реизбор во ноември. Очигледно е дека џамијата треба да се изгради на друго место. Авторот Џон Фарина, кој пишува на духовни теми, смета дека председателот само сакал да ја нагласи верската слобода. За контроверзата се произнесе и разновидна група верски водачи. Верската слобода, меѓу другото, постои и да ги заштити правата на малцинството од мнозинството. Стивен Тейлор, кој предава владини прашања на Американскиот универзитет во Вашингтон, предвидува дека противниците ќе го употребат коментарот на Обама во политичките реклами против демократите за изборите во ноември. Добар дел од јавноста не прави разлика меѓу умерениот ислам и Ал-Каида. Се што тие гледаат е дека муслиманите убијат 3000 американци во нападите во Њујорк и дека председателот ги поддржува правата на тие муслимани. Тейлор додава дека ваквата погрешна перцепција на коментарот на Обама може да се одрази на бројот на американци кои би гласале за демократите и за него.
Секретарот за одбрана Роберт Гейтс деновиве најави укинување на една од главните командни единици на американската армија, заедно со други чекори за кратење на буџетот. Командата на Здружените сили, како што е наречена, вработува околу 6000 лица во близина на Норфолк, Вирџинија. Локалното население е загрижено како стегањето на ременот ќе се одрази на нивниот живот во целина. Норфолк е дом на најголемата морнаричка база во светот. Благодарение на неа, во околината изникнаа населени места и армиски објекти. Локалните бизниси едноставно зависат од армијата, коментира професорот по економија од Норфолк Винод Агарвал. 40 to 45% of this economy 40 до 45% од економијата се директно или индиректно поврзани со она што се случува во Пентагон. Кога Пентагон ќе ги скрати трошоците, тоа се чувствува насекаде. Командата беше основана во 1999 за да развие подобра соработка меѓу различните сили. Нејзиното укинување е во рамки на планот на Пентагон да ја намали бирократијата и трошоците. Кратење во армискиот буџет во регионот имало и порано, но никогаш волкаво. Го затекна и самиот градоначалник на Норфолк, Пол Фрейм, кој вели дека најверојатно било поевтино да се скрати на едно место отколку оваму-онаму. Локалните бизниси се загрижени. Ренди Виндли, собственик на ресторан во Норфолк, очекува загубата на работни места, особено да ги погоди малите бизниси. Ќе загубиме во заработувачката. Загубата на преку 6000 работни места ќе има влијание на нивните семејства, бизнисите, целата област. Секретарот Гейтс најави дека планира да ја укине командата во текот на наредната година и ветува дека тоа ќе создаде повеќе средства за изградба на морнарички бродови во Вирџинија, што пак би отворило нови работни места. Политичарите од Вирџинија се противат на растурање на командата, но се чини дека имаат мали шанси да сторат нешто околу тоа. А во утрешната емисија го работат она што американците не го сакаат, приказна за легалните сезонски работници од Мексико и тешкотиите со кои се соочуваат. Гледате утре во Ньюсфлеш. Утре во Ньюсфлеш. Во Америка позаработувачка. Секоја година 66.000 сезонски работници легално влегуваат во САД. Гледајте утре во Ньюсфлеш. Го гледавте Ньюсфлеш на гласот на Америка на македонски. Јас сум Јулија Велковска. За сите најнови информации посетете нашата веб страница glasnaamerika.com, а од студиото во Вашингтон ви посекуваме пријатна вечер.